Почитувани, состојбата во здравството е катастрофална и нечовечна. Владата на ВМРО-ДПМНЕ, Министерот за здравство и директорот на Фондот за здравство ги оставија пациентите со рак на бели дробови без терапија. Додека министрите заедно со уште по 5 до 10 луѓе од кабинетите патуваат на скапи службени патувања, пациентите со рак умираат во неизвестност без основна хемотерапија. На клиниката за онкологија нема лекови за пациентите со рак на бели дробови, ниту класична хемотерапија, ниту неопходна биолошка терапија, како што е лекот ерлотинип, кој е недостапен на клиниката од средината на мај. Скоро месец и половина пациентите се оставени без лек. Ова не е бирократски пропуст, ова е загрозување на човечки животи поради неспособност на актуелната власт и директорот на Фондот за здравство. Министерот нема поим што се случува. Мисли дека лековите се пристигнати и продолжува да се бави со криминалниот проект на неговиот претходник за тендерот за паркинг места. Директорот на Универзитетската клиника за онкологија и радиотерапија признава дека понекогаш не достигаат лекови, но никој не превзема ништо. Како може во 2025 година со сите ветувања дека ќе се надмине проблемот, онколошките пациенти да останат без терапија? Како држава членка на Обединетите нации и подписничка на здравствени повелби, дозволуваме лекот кој е на листата на основни лекови на Светска здравствена организација да не е достапен. Каде се парите од Фондот за здравство? Зошто нема итен план кога пациентите зависат од лекови за да преживеат? Бараме владата на ВМРО-ДПМНЕ, директорот на Фондот за здравство Клековски и новиот министер за здравство уште денес да ја обезбедат неопходната хемотерапија. Министерството за здравство јавно да соопшти каде е проблемот и кој ќе сноси одговорност за оваа хумана катастрофа. Потребно е итно и долгорочно решение за непрекинат третман за сите пациенти. И конечно, одговорност. Здравството не е трошок. Тоа е обврска. Затоа не прифаќаме молк, не прифаќаме празни ветувања. Одговорност мора да има. Ви благодарам.